поведете прашање за новинарите. Господине Заев, овој ваш така да речем ултиматум, многумина го толкуваат како притисок врз суството против кое вие се борите. Зошто го правите тоа сега? И уште едно прашање, ако може, председателот Иванов вчера во своето обраќање директно ве обвини вас за соработка тесна со СЈО и на некој начин за рушење на државата. Би сакала ваш коментар и за специјалната војна за која тој рече дека се води во Македонија. Значи, овие се две прашања, ако може. Благодарам. Сакам да биде јасно. Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата не го напуштаат парламентот. Ние времено ја замрзнуваме нашата работа и активитет во заседанијата на парламентот, пленумот и комисиите. Не го посакуваме тоа. Ние знаеме дека парламентот е одлична алатка да ги кажеме нашите ставови, да се бориме како сериозен коректив на сето она што преку парламентот се случува. Не посакувајќи го тоа, но после 8 месеци поднесена иницијатива за уставноста на специјалното јавно обвинителство, која знаеме дека во обичаена пракса е 3 до 5 месеци најмногу да се носат одлуки по ваквите иницијативи. Или знаеме кога ДУИ и ВМРО ДПМН поднесуваат иницијатива и за 7 дена се одлучува за ваквата иницијатива. А се работи за нешто кое што сите го гласавме во парламентот и сите го поддржавме. Тоа е специјалното јавно обвинителство. Ова е само еден добро намерен чекор, без да биде никако поинако сватен. Како апел до Уставниот суд да се свика и да донесе одлука за уставноста на специјалното јавно обвинителство. Не ја преюдицираме таа одлука. Бараме да одлучува по таа иницијатива. Заради тоа што неодлучувањето останува надвиснат меч над главата на специјалното јавно обвинителство, а сите се согласуваме дека представува трошка надеж за враќање на правото, владење на правото, правната држава и можноста законот да важи подеднакво за секој граѓанин во Македонија. По основ на второто прашање, овој срамен врв на срамот чин што вчера се случи од Ѓорги Иванов, тешко е да се дава било каков коментар, но ќе кажам вака. Пресериозни работи беа соопштени од страна на човек кој што извршува функцијата председател на Република Македонија. Прво, вели пуч ќе открие се што требало да се открие. Нека одлучи, дали Заев, Верушевски и другите, секако ја со тоа и СДСМ и коалицијата, ги гони за насилство врз високи представници на власта, барајки техничка влада и предвремени избори, или за граѓанска војна. Нешто од овие две работи но треба да одлучиш зашто тој не обвинува. Не може едно со друго да одат заедно. Сериозноста да кажат дека имало разузнавачки информации, дека при тоа ги знаел сите информации за граѓанска војна, ќе бидат само сериозни ако јавно ги објави сите документи и докази за таквите информации. Го повикувам јавно да ги објави. Полна уста зборови секој ден за ненасилство, за мирни протести, за право на протест, за заедно со граѓаните, да се ја чуваме Македонија, дека сме роднини сите, толку сме малку. Тие се нашите зборови, цело време што ги употребуваме. И ако тој знаел дека се спремат протести и вели, јас само ги убрзав, што е смислата? Што тоа сакал тој да постигне? Сериозност и забеганост да се спомнува армијата. Навистина представува една сериозна најава, која што се надевам дека сите не загрижи, слушајќи ги тој дел од речениците во неговата пресконференција. Не дај Боже да му падне на памет да прави вакви глупости, заради тоа што ниту има потреба во Македонија таква работа да се прави, ниту тој има некаков кредибилитет или легитимитет тоа да го прави, а знам дека впрочем и нема кој да го послуша тоа да го прави. Само бруката и срамот ќе немаат крај, како што гледаме со секој негов јавен настап. Во Македонија протестираат граѓани кои што си ја сакат својата Македонија. Тие граѓани барат да бидат вградени во процесот, барат правда, барат демократски институции, барат институциите кои што постојат да ја заштитат државата и граѓаните од криминалците, да има правично судење за секој, еднакво за секој граѓанин, без разлика, дали од опозиција, од власт,
не припаѓа на политички партии, без разлика на етникуми или слично. Така да, во тој правец, уште една само повикувам. Тие докази, кои што доаѓале наводно од некои разузнавачки служби, должен е јавно да ги објави. Ако не, уште една причина повеќе, веднаш да си поднесе оставка. Ѓорги Иванов треба веднаш да замине. Ако сака да и помогне на Македонија, може тоа дополнително да го направи прецизно. На 26 септември, 40 дена плюс 6 ноември да одиме на избори. Уште еден аргумент зашто есента треба да одиме на избори. Може и да го темпира точно. Најдобро е секако веднаш тоа да го направи и тогаш барем ќе бидеме на чисто. Повелете? Господине Заев, рековте дека времено ќе го напуштите собранието додека Уставниот суд не се произјасни за СЈО. Што ќе се случи ако не се произјасни? Каков е вашиот план? Значи, ние не го напуштаме собранието. Ние не учествуваме во работата на собранието. Нашите пратеници ќе бидат таму, целосно ќе ги следат сите можни активности, ќе користиме секој можен начин за нашата соодветна реакција, се што ни стои како алатка на располагање. Ова го правиме затоа што мораме. Не постои некоја друга алатка која што би посакувале во моментот да ја искористиме. Ова е нешто најбенигно, наједноставно што може да испрати најдобро чудна и добронамерна порака. До таа институција која што 8 месеци во заточеништво држи надеж за враќање на правдата и правната држава, тоа е специјалното јавно обвинителство, да одлучи час поскоро, да одлучи по иницијативата. Јас се надевам и не сакам да помислам дека нема да одлучи. Тоа е работа на Уставниот суд да одлучува по иницијативата. Негово право е каква одлука ќе донесе по таа иницијатива. Повелете? Ви благодарам на сите. Има? Ајде повелет, повелет. Добро, во вчерашниот говор на председателот Иванов имаше многу елементи, нели? И самите ги спомнате, граѓанска војна и други. Зошто баш сега тие изјави? И денес имаше пресконференција ДУИ во која што нивниот Бујар Османи кажа дека нема причина за лидерска средба и не гледа причина за нова средба. Кои се вашите коментари? Ние сакаме час поскоро решение на оваа политичка криза. Затоа спомнуваме брзи, регуларни, фер и демократски избори. И изборите се решение на оваа криза. Ги кажавме неколкукратно нашите ставови и правиме максимални напори преку било каква иницијативност што ни стои на располагање да ја спасиме Македонија од оваа политичка криза, која што Никола Груевски ја наметна како неодговорен политичар кој што одлучи да ја здржи во заточеништво цела Македонија и целиот нејзин народ. Истовремено тие иницијативи за кои што се разговара на работни групи, се разговараше и ќе се разговара, потекнуваат од наша страна. Ние поднесуваме иницијативи, ние бараме решение, заради тоа што бараме брзи избори. Ако сакат брзи избори и разрешница на кризата, треба да имат минимум разбирање дека минимум условите мора да бидат исполнети. Иницијативите имат за цел да ги тргнат условеностите на политичките партии од условите за избори. Прочистувањето на избирачкиот список да се заврши час поскоро, каде што политичките партии ќе немат свое влијание во исполнување или не на тој услов и реформите во медиумите веднаш да се случат. Штом тоа ќе биде заокружено, ќе можеме да го дефинираме и датумот за изборите и владата која што треба да ги подготви самите избори. Да, господине Заев, уште едно кратко подпрашање во овој контекст. Од друга страна, ние гледаме дека коалицијава ВМРО ДПМН и ДУИ некако како да одолговлекува, како да не сака да додат во овој момент на избори, туку ете, ја вратија политичката влада и како да имаат за цел да се држат до оној редовен термин 2018, а во меѓувреме да се оди на пролетните локални избори, веројатно со овие услови кои ги имаме сега. Ваш коментар? Може да сонуваат за 2018. Ова не го правевме да владеат, што мислат да постигнат договор, па да направиме до 2022 да останат на власт. Ова е криминална банда и треба час поскоро да замине од власт во Република Македонија. Ние мислиме дека час поскоро е подобро за граѓаните и за Македонија. Ние немаме против да одиме на избори со локалните избори. Но зошто граѓаните и Македонија да губат некои дополнителни 6-7 месеци? Ајде есенва да излеземе на избори. И при тоа јавно ги кажувам нашите сите преокупации во делот на условите, заради тоа што се минимум услови, кои што произлегуваат од договорот од Пржино, кои што конечна цел има како договор од Пржино.
полн легитимитет на победникот. Само полн легитимитет на победникот може да донесе стабилна влада, а со тоа и стабилност во Македонија, која што треба да се впушти во вистински реформи, сериозни реформи, кои што дел ги гледаме во извештајот од Прибе, од реформските процеси кои што се најавени како итни реформски приоритети кои што се исправени пред државата. Тоа е излезот на решението и тоа тие го знаат. И на крајот, нели се фалат дека водат на анкети? Зошто бегаат од избори? Знаат. Ако се дефинират изборите и овие минимум услови бидат исполнети, колони народ ќе чекат пред избирачките места за да замине Никола Груевски и ова банда која што го има направи. Колони народ. По анкети опозицијата веќе води. Во ваков клиентелизам со околу 40% граѓани кои што не се изјаснуваат. Колони народ ќе има на избирачките места за да замине Никола Груевски. Проблемот е што тоа го знае и Никола Груевски и Али Ахмети. Али Ахмети се уште води пред помалите политички партии и го повикувам и него и неговата дуи да преземат директни чекори. Од Никола Груевски не очекувам, заради тоа што тој знае регуларни, фери демократски избори едно гарантираат, тој ќе замине. Второ гарантираат, ќе донесат стабилна влада. Трето гарантираат, Македонија ќе им ита кон Европската унија и НАТО. Благодарам. Други прашања дали има? Имам уште едно јас. Повелете. Господина Заев, вчера меѓу другото председателот Иванов ве повика и за повлекување на аболицијата, односно формално да побарате повлекување на аболицијата. Со измените на законот за дополнување понос на аболициите и помилувањата, со член 11 вие можете тоа да го направите, односно да побарате повлекување формално на аболицијата. Дали планирате и кога планирате тоа да го направите? Мислам дека 11 пат одговарам и ќе одговарам се додека има интерес кај новинарите по ова прашање. Уште еднаш напоменувам, се работи за политички монтиран процес со кој што јас и Струмица се гордееме. Процес кој што беше награден од Европската унија како најдобра пракса за јавно-приватно партнерство. Втората важна работа, како што рековте, законот му давал можност на Ѓорѓе Иванов тоа да го направи. Тој може, како што ги повлече сите други аболиции, ако уставот и законот тоа му го дозволува, му препорачувам, јавно апелирам, укажувам да го направи тоа и за аболицијата за Зоран Заев, за Глобал. Појасно здравје. Немам намера да се бламирам во глупости кои што и приликуваат на владеачките гарнитури, а посебно и на Ѓорѓе Иванов. Со изговор, дали помилувано лице од времето на Јосип Броз Тито, знаејќи дека континуитетот на Социјалистичка Република Македонија е Република Македонија, може Ѓорѓе Иванов и таквото помилување да го поништи. Ако може, еве нека го направи. Преку тоа што ќе ја поништи аболицијата на Зоран Заев за Глобал. Јавно го укажувам тоа и јавно апелирам да го направи тоа. Јас да се бламирам со нешто во кое што не верувам дека правно е издржано, немам намера, заради тоа што му било кејф на менторот на Ѓорѓе Иванов Никола Груевски, на самиот Ѓорѓе Иванов. Повелете? Повелете? Господин Заев, дали СДСМ има намера да предложи конкретен план за прочистување на избирачкиот список со оглед и на последното обраќање, да речем, на Груевски на последниот роден на партијата, кај што ја повика ДИК да не губи време и да ги следи насоките на СДСМ за прочистување на избирачкиот список, за да се има доверба, за да се има кредибилен изборен процес. Знам дека во моментот има и работна група со представници на партии кои што се одржува во ДИК. Ние сме транспарентни секој пат во процес. Се бориме за вистински вредности, немам потреба што да криеме. Денеска, впрочем, можевте да прочитате едно интервју на председателот на Државната изборна комисија, кој што само по себе кажува колку е сериозна работата. Граѓаните мора да веруваат дека со својот глас ќе влијаат на изборите. Штом не може да веруваат, џабе ние се. Ние мора да ја постигнеме таа цел. Тоа ќе го постигнеме пред се, покрај другите работи, преку прочистен избирачки список. 71.000 граѓани има кои што 10 години или во 10 бази воопшто не се појавуваат. Сите знаеме дека тие граѓани се надвор од државата. Проблемот е што 18.500 во 25 години независност Македонија никој пат не поднеле барање за добивање лична карта или пасош. Тие треба да гласат или не? 25 години самостојна Македонија. Никој пат не поднеле. Едниот дел се тие граѓани кои што треба да се прочистат. Вториот дел 123.000 беа прво, па намалени на 116, па 107.600. Тоа е прашањето 16.
ако не се лажам, кој што беше од темата на работа на Државната изборна комисија. Каде што имаме 107.000 минимум, може би се и 116.000, Дик ќе го каже точниот број. Граѓани кои што последната година или 12 месеци не се појавуваат во ниту една базата. Најверојатно заминале од државата, времено или трајно. Проблемот е да се стават во втор дел на избирачкиот список, никој не ги брише. Тие ќе бира дали ќе гласат дома во Македонија или во диаспората. Што е проблемот? Затоа заедно сите овие граѓани представуваат една група од 176.000 што треба да ги стават во втор дел на избирачкиот список. Нашиот член на било кое избирачко место, членот на ВМРО ДПМН, ДУИ, на другите партии, ќе знае и ќе чека дали Васко е навистина Васко или е Ванчо, која ќе бидат по 5 до 15 гласачи по избирачко место наши граѓани што живеат во диаспората. Ќе отклониме можноста што била за манипулација со диаспората. Тоа е важен дел за диаспората. 176.000. Со постојните 80.000 ќе имаме 256.000 утврдена диаспора. Ако некој не е диаспора и е грешка, има јавен увид, 20 дена пред изборите трае јавен увид. Ке се пријави, ке каже не сакам да сум диаспора, ја живеам овде, ке го стават на првиот дел на избирачкиот список. Целосно за гарантирано правото на увид и жалба на граѓаните. Најважниот дел е тие 34.000 граѓани кои што ги најдоа, кои што не ги најдоа воопшто дека постои таква адреса, дека некога живееле на таа адреса. Дополнително 27.000 граѓани кои што воопшто исто така не ги најдоа. Воопшто. Тие сите заедно ја представуваат кумулативно, некои се поклопуваат, бројката од 42.000. Може ќе испаднат 10.000 да се бришат. Може сите 42.000. Предлогот е за сите тие граѓани кои што не се најдени дома, кои што никогаш не поднеле барање за пасош и лична карта, да им се даде можност да се пријават, да се регистрираат 20 дена колку што трае јавниот увид. Ако не се пријават, ги бришат. И ако некој после тоа е повторно грешка избришен, има јавен увид, ќе се пријави со валиден документ и завршена е работа. Зошто има потреба од некој да се е магла? Има потреба заради тоа што Груевски бега од избори. Ова е лесен, транспарентен процес кој што може да биде завршен. Никој не смее да го изгуби своето право на глас. Но исто така, никој не смее да го злоупотребува правото на глас на граѓаните на било кој од овие начини. Јас верувам дека тоа е возможно, тоа е еден од најзначајните услови, од тој услов зависи регуларноста на изборите, транспарентно зборувам, нека постапат. Нека постапат и нека се заврши целата оваа работа. Напоменувам, ова е само еден од условите. Реформите во медиумите се важна алатка. Важна алатка. Немаме намера да воведуваме цензура, да ги казнуваме медиумите. Не, напротив, ќе се бориме да паднат и тие казни кои што постојат во моментот во законот за 50%. И тоа така и ќе се случува. Истовремено, нашата намера е да ги професионализираме државните институции. Тоа е Советот на Агенцијата за аудио-визуелно-медиумски услуги и Македонската радиотелевизија. Ние немаме аспирации да влегуваме или влијаеме врз уредувачката политика на приватните медиуми, но таму каде што рамноправно плаќаат граѓаните, имаат рамноправно право да имаат рамноправна застапеност и рамноправен третман. А Советот на Агенцијата да постапува подеднакво за сите, обезбедувајќи балансирано представување на политичките партии, рамномерна застапеност на сите партиципенти во целиот овој процес, не ширење на омраза, не кршење на етичките стандарди и професионалните стандарди од страна на новинарите и медиумите. Повелете друго прашање дали има? Ви благодарам на сите.